Попладне на пресконференција во владата се обратија премиерот Мицкоски, вице-премиерот меѓути пред малку заврши, Михајло Видимлиски ја следеше, го вклучуваме од пред владата. Па да чуеме Михајло дали има една првична оценка за извештајот за Македонија од власта. Опозицијата веќе го нарече дипломатска шлаканица за ВМРО ДПМН. Кои се коментарите? Така е, Борче, пред малку овде на пресконференција во владата, премиерот Христијан Мицкоски рече дека се водела жестока борба за да се помине оваа пречка, прашан токму околу извештајот кој што помина на Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент. Мицкоски рече дека сепак од денешната расправа и се видело дека идентитетот не е така загарантиран. Во 21. век Македонија се бори се уште со идентитетските прашања. Меѓутоа, Мицкоски оценува дека е добро што ја поминала расправата во Комитетот за надворешни работи, но и на прашање околу негова оценка или очекување дали извештајот вака како што би поминал и на пленарната седница на Европскиот парламент, тој немаше конкретен одговор. Еве дел од обраќањето на Мицкоски, односно неговиот коментар околу извештајот за Македонија во рамки на Комитетот за надворешни работи. Добро е тоа што ја поминавме оваа прва фаза на Комисијата за надворешна политика или позната како АФЕТ. Убедливо беше гласањето, 40 наспроти 19 и 10 беа воздржани. И во следниот период очекуваме да се најде на пленарна седница меѓу 7 и 11. Да, ќе има амандмани. И да, повторно можеби поедини групи во парламентот ќе поддржат некакви амандмани. Такви се процедури, не можете да им забраните. Таму има европратеници кои што доаѓаат. Но важно е дека вие сите видовте дека не е неколку стотини бугари во устав, дека подлабока е болката и дека е децениска, дека е вековна. Ние ќе се бориме. Дали ќе успееме, не знам. Не знам дали ќе успееме. Овој прв чекор успеавме, но не знам дали ќе успееме. Но граѓаните видоа. Така е, Борче, споменајте во најавата дека своја реакција има од опозицијската СДСМ, од каде што вела дека однесувањето на Европската народна партија, која што е сестринска партија на ВМРО ДПМН, е историски дипломатски пораз за Христијан Мицкоски. Еве реакцијата на опозицијската СДСМ. Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик не само што доаѓа од редовите на ИПП, туку е поднесен токму од незиниот координатор Михаил Галер, член на германската ЦДУ, партија која ВМРО ДПМН со години ја нарекува свој стратешки, ја нарекува свој идеолошки партнер. Овој амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија, но и суштинско понижување за ВМРО ДПМН, која се представува како бранител на македонскиот јазик. Наместо поддршка од своите европски пријатели, тие си добија дипломатска шлаканица, што го доведува во прашање влијанието на ВМРО ДПМН во својата матична групација. Така, Борче, ова беа првичните реакции и на председателот на владата Христијан Мицкоски и на опозицијската СДСМ околу извештајот за Македонија во Комитетот за надворешни работи при Европскиот парламент. Студио. Михајло, ти благодарам за информациите.